Нагарени јадо. Не гледай на гледай напад. Сви ќе ти се смеят вместо да плачат. Не тако, не, ајде сега, скривај. Седат двајца буџетари и си прават муабет. Првиот му вели, абе, како беше на одмор? Вели другиот, како може да биде? Исто како на работа. Дремеш по цел ден и чекаш да почне пауза за ручек. Времето за одмор помина, ама и тука е сосема исто. Дремеш по цел ден и чекаш да почне. Нема љутиш. Какви оцени добиве, Бобан? Сведеница, тате. Како бе све единице, бе, Бобан? Губење на фотелју може да предизвика тврду столицу. Не. Да. Тој може да биде проследено со згрчеви у стомак, а најчесто завршува Лоша работа. Де бе, докторе? Лоша работа? Што е бе толку лошо, докторе? Абе гледа, саконо има и лоша и добра вест, разбираш. Миро! Поздрав! Не бе такој! Обратно! Спушти ми руке доле! Ало, Еј, ај по девојке. жена? Жена има во, девојке нема во. Преладен сам, не сам арам. Не си арам. Па се ќе дојду ја. Ајде. О, Што ти еме на тебе? не сам арам, што ми остави ме, ајде. Остави ме, жена сам ти ја па ќе те оставljam. Ти да си живи здрав, ако не си арат, пини од овој малце, ќе биде боље. Ајде. Па овој јогурт арам бија, бе? Не, аран, ајране. Ја. Традиционален ориентален пијало кој гарантира долготрајна свежина и со кој се балансира крвниот притисок. За девојки. И за муж. Ајде за муж. Ајран од бучен козјак. Неодолив вкус. Овошен допир на природата. Сано. Секое дрво си има свој живот и своја приказна. Арис Ленино го продолжува животот на производите од дрво, кожа, медијапан и пластика, спречува надворешно влијание и на волшебен начин им дава сјај на вечна младост. Ленино од Арис, толку добар, што и Пинокио би сакал да го има. Бобане, што работиш бе тој? Ебе, тати иду од школа. И имам да ти кажа едно добро и едно лошо вест. Кој сакаш прво да го чуеш? Тај кажи го прво, добро, ајде. Нема више да се повтори. Бобане, Бобче сине. Па си нешто вика каја, бе. Па иде тромесечие, бе, синко, бе. Тестирања се прави, бе. Прави сте ли тестирања? Математика? Завршено? Физика? Завршено и тој, тате. А историја? Јашкат. И какви оцени добиве, Бобан? Сведеница, тате. Како бе све единице, бе, Бобанче, бе? Абе- Боби, бе, сине, бе. Како може оној твое другарче да има све петице, ти све единице, бе? Он кој деление? 600? Да, бе, 700. Абе, тате, не може да се сконцентрирам, имам притисак. Од кога, бе, ти осеќаш притисак, бе, Бобан? Ја осеќам притисок од мама, она многу вика, бе, тате. Ајде, много вика. Што има да вика, бе? Оно од кога осеќа притисак? И она има притисак, njun комшо го притиска много. И он вика. Абе, ај не ломоти, вика. Он па што има да вика, бе, од кога па он осеќа притисак? А он па осеќа од жену, а ја знам кој го притиска жену. Секад ќе зину да отвори уста да пропоју. Така има да видиш. Абе, Бобане, бе! Абе, ти глув ли си, бе? Боби, сине, а музичко тестирање прави сте ли, бе? Гледам, рачунам, посматрам и некако дојде до констатацију дека доктори многу бит нас во политичари. Еден куп да ги ринеш со лопато или да ги удариш со лопато, не знаеш што поправо да направиш. Не знаеш, ама они знае, ви веројатно све мислат дека од ним доваѓа во оние здравствено-политички савети. Не се смее, еден знаеш што вика? Ова кој?
Губење на фотелју може да предизвика тврду столицу. Не. Да, тој може да биде проследено со згрчеви у стомак, а најчесто завршува со затвор. Не, може да предизвика и силу. Како бе? Доколку дојде тај другиот да седе на фотелју, а оној прв не е станаја. Демократија, бе, друже, демократија. Тоа е, слобода, све се може. Демократија, сваки има право да биде глуп. Само ме нервира што некои луѓи брж запнале да ги искористи своји права. Максимално. Да, гледа дечко. Гледа го се спрема. Добро замануе. Има го руку, Има у руку, са ги има и у главу. Више не му фали даска. А не, другар му даде. Ама не, njega му фалеше даска. У главу, затоа го у главу и доби. Како поклон. Абе, на некога му фали даска, на мене ми фали жена. Сироти ти. Не се кира, исто ти е тој. И тој кад ти фали. Како, И тој бе? боли. Такој. Другару му го дотера памете. Не. Ове се спрема за Тишлер. Ма, спрема се. Јок! Он веќе Тишлер, гледа колко работу има. Боли глава. Избичка га, журц. Од работу му е преко главу, гледај. Веќе му доваѓа работа преко глав. Избичка ги начисто. Само, он дали бичка даске, дали главу. Ама ја мислу дека даске бичка. Само замисли да треба цел шлепер да избичка. Колко пут треба да му дојде преко главу. Рука има да му отече те. Избичка го даско како рамче сендвич с две виршњак. Даске ги избичкава под мерак, гле, светна ги и глава како сијелица. Тој отише куде градоначалника. Градоначалник, како можеш ми да помогнем околу ново осветлување? Мо рекој бе шиша. Епак ќе помогнем, они се стварно шишали. И гледа сега, овој, като легне у општину, он свети унутра. Комшија вика на комшико. Амори комшике, ти кад се онодиш, како е викаши? Леле, комшо, многу ме срам, па викам, ма не си ме викала до сак, не си. Де бре, комшо, ти ме викаш само за оние работе кад ти требам. Никад не си ме викнал на кој. Добро, мори комшике, еве ке те викну на кој. Еве ке те кречу, ке те викну. Те писори да изнасаш. Сите баби и дедовци кои беа примерни оваа лето, како награда ќе ги добијат своите внуци да ги чуваат цела зима. Тоа е затоа што внуците најмногу од се умеат да зимаат. Од пензија, мислам. Да. Колку и да им се качат на глава, тие повторно ќе посакаат да им дојдат. Како освежување. Дечко, Добар ден, докторе. добар ден. Лоша работа. Де бе, докторе? Лоша работа? Што е бе толку лошо, докторе? Абе гледа, саконо има и лоша и добра вест, разбираш. Кој сакаш прво да ти кажеш? Хај прво лошо, кој друго? Болан си од оној најлошото. Останува ти još 26 дана од живот. Како беш 26 дана? Ето, така е. Па добро бе, докторе, кој е добра вест, онда? Добра? Да. Па да би 500 евра на спортско, бе! Абе? Кешке, или дај Боже, тоест ако даде Бог, ке се оправи. Боем е са бајле подпрен на конјопој со ракију и кафе пред njega, а Сарош е попладне подпрен на исти конјопој со ракију и салату. Тънка е линија измеѓу Боемштину и Сарошлак. Боем цврца од чуканче и ужива, а Сарош го муне дуплу, до души и он ужива. Питање е кад се проваѓа линија, дали после треќу, четврту, па си викам,
Valjda nema da go provedu crtu, liniju. Keške. Две свекрве разговарав. И една вика на другу. Блазе си у нас нашко копамо му со ниву, ветарче малце ќе го свежи, а онај моето грчко на плажу на слънце ќе изгори. Ете, тате, убаво ми викаше на мене. Брак не е шала досе, сине. Не. Брак ти е кад мои чарапе су наши, а њој не су розе. И затоа и сине бре досе, ти не може да се закачаш со жене. Не, они су ти опасни. С ним нема разбирачка. Не. Тате вика овакој. Постои две теорije за надмудрување со жене. Ни една не валја. Ни една, бе, тате, викам, ја, тате, по оно, ни една жена не валја, а не па тие, како ги викаш ти, и тие не валја, да. Затоа тате ми викаше, бирај некоju помалу жену. Да, викаше тате, ако морамо веќе да бирамо зло, ете, нека биде помало зло, да. Ама за овој моето тој изгледа не важи. Аз си викав, женска рука е мила, демек и кад милуе и кад удара. Ама све док не те удари. И затој тате викаше, бирај убаво, досе, сине, не се залетуј. У реку и у брак никад не се урипа с две ноги. Може да се удавиш? Да. Тако и мене тате ми вика. И он стварно не се удави у брак. Ама за тој по уракiju, свак ден се дави. Еве га, он па седнае пана по едну. Чек да га викну, тате, тате, тате. Па не ме види. Он па кај ќе го фати тој ракiju, пие го док мама njega не га фати. Войско, мирно! Поздрав! Не бе такој! Обратно! Спушти ми руке доле! Ајде да видимо што сте разбрали сега. Ти! Што е тој татковина? Појма немам! Како бе појма немаш бе? Татковина е твоја мајка, јасно? Јасно! Ти бе, разбрали? Не! Зашто бе не бе? Што е татковина? Татковина е njegova мајка! Абе, татковина е и твоја мајка, глупчо! Разбрали сак? Разбра! Што разбра? Дека ја и он смо браќа! Отише Кумановац на сафари у Африку. Исак прашува го другар му, добро бе, таму Африка, што има? Абе, што ти кажеш? Абе, људи се другачи. Црни утен, разбираш, све различно. Потаму, банана бе колко има таму. Што е тој банана? Абе, не си видеа банана? Не сам видеа банана, века досак. Јабуко видеа ли си? Видеа сам. Па овој уопште не личи на јабуко. Нова колекција во салон за трпезариски маси, столици и стилски гарнитури. Махагони. Арис де Грас. Сега во две нови верзии. Под контрола на италијански технолози. Во комплекс Етно село.
тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Кај нас најпозната фризура е како минатиот пат. Татко ми кога ме водеше на фризер и ќе ме вратеше назад, а јас ќе се погледне во огледало и ќе помислев дека сум друго дете. Следниот пат, на друг фризер, толку добро ме ошиша, што мама и на него му залепи 5 прста. На ога татко му каже: сине, кад ке се жениш, гледај да биде паметна, убава, вредна да биде. Гледам бе, тате, гледам, ама гледа фиони. Тој што е роден со царски рез, не значи дека е цар, него само дека има голему главу. Доручкуј како цар, руче како цар, вечерај како цар. И запамти, ти не си дебел, ти си цар, бе. Мене фризер ми вика: еј, ти си светски човек. Зашто бе, дека сам многу ли шетаја? Не, дека глава ти е како глобус. Како се фали битолчанас дека е шетан. Ај, земи малце мој пасош и поднаучи географија. Јас за шишање увек давам 100 денари и еден пар патики. Зашто? Што ме заваѓа човек. Овој толку добро га почиша, што ни мајка му не га препознала. Мислела дека е комшиско, не е њојно. Еј, слушам, добија си сина. Чуј га, бе, добија. Направија, бе! Па не е тој лотарија, бе, па да сам га добија. Донација. Да не пукне бре, па го нема. Виши и заладистам, ни се док да дојде она, мајку моја, договоримо се да се играмо. И намерно касни, знај дека ќе го победу, дека ќе го тепам на играње, за тој не доваѓа. Ито, Мари, ито! Што, Мари, Што идеш? си викнала? Ја кад те виду стъмни ми се види. Куде си до сега, нели ќе се играмо? Па за тој, Мари, спремала сам се ја. Што? Размислувала сам. Што, Мари, што си се спремала? Што ќе играмо, кажуј? Ево кој. Ајде, размислувала сам да играмо на букву. Може ли? Може, ајде. Ево кој. Ја ке замисла, а ти да погодиш. Ајде, ти тако се замислуваш многу. Чо ти не ме буни? Тешка е буква, од 20 сам го замислила. О, ајде, кажу. На букву А. А? Да. Мари, па знала сам дека ќе го кажеш А. Па ти толку знаеш од азбуку, само тој букву го знаеш. Знам и ја и други, Мари. Ај погаѓа да видам. Се ќе погоди. Ајде. Да. Да. Алва. Не. Не ли е? Не. Што друго? Астал. Не е стал. Еј, не, да не ме лъжеш. Не те лъжа. Чекай още. Знам, антена. Да се обесиш на њума, не е ни антена, Мари. Боже. Предаваш ли се? Ја да се предавам. Да. Не се предавам, не сти мушко па да се предам. Ево, откажуј се, ај кажи што е на буква. Па на букву А нормално армоника. Армоника? Леле, колко си глупа. Леле, како мори армоника? Не се вика армоника, него хармоника. Ти ке ми кажуеш на мене. Оној мој кад беше живи навечер такој. Ајде, жено, спремај си му да те растрзам како армоника. О, Боже. А чула сам и мало и армоника врата. Да, мори и кларинет прозори имало. Ама и много си ти за нигде била. Знаеш ли дека има и фрижидер на дрва? Фрижидер? Да. Како мори фрижидер може да дрва да биде? И па, кад го донесе од продавница на дрва стои. О, леле! Не то правя више, не да то правя. беше мори глупоќа болест, ја откъд да те отжалу. Ај мори појма, не можеш ти ту игру не умеш да го играш. На букву А. Може да знам предмети на буква А, ама знам да ти го акту еден пуда и да ти стерам преко врата. Не сум ти. Да не си ми викала па да ми стереш. Дој, стој. Оди ту намо да не си. Абе, јас сум си дома, ајде иди да там.
Ей, ти ли си, бе? Ти sam be. Pa što praviš, bе? Pa evo ja te, a ti? Pa i ja te, a? Абе, знаеш откад не сме се видели? To deca kako beo smo, ja kako pamtu, a? Абе, да те прашам ти како живиш, женили се бе, како Ja е? li? Да. Ne sam se, a ti ženili se? Још кад сум женат, 5-6 месеца како сум женат, бе. Да. Добре, и како е? U brak? Šta kako je brag, bе, брат? Како дец? E, Nemoj ovamo, ќе ти упропасти ljudi, ќе ти упропасти друга. Немој да пиеш aj. цигаре, криеш се како порано на тараси. Šta ti ga? Pa ja ako ne da ne se ženu bolje, bе. Ja, зашо да не се жениш? Па ја будала ли сам? Ne, bе. Другар, ако ти е било пишано, нема жива сила што може да те спречи да го земеш тој што го сакаш. Bre, Да, тако е тој. a mužvo? U kafan. Sedi muži, normalno, neli, знаете како иде музика, ечи, некој се кара, некој пие, пуши, други се разговара в чат пат муабети и оден пут лупа врата. Рагау! Жена на врата. Жена у кафан. Штама, сви прекинуе в муабет, гаси се музика. А девојче, жена, било што, леле капка, плава, згодна и иде по лъка и доваѓа на сред кафан и вика: слушайте да ви кажам, јас сам невина. Има ли бе меѓу вас мужи некој да ме направи жена? Штама, не можеш, не се нуди. Штама. И од еден пут тамо, од петија стал еден батко стануе. Боп, крупан, 2 метра, плавушан и поваѓа на кој њума. Так, доваѓа до њума и вика: а у кошулju? Соблача го кошулju, вади го и вика: еве ти го, испегле го и биди жена. Цел живот е една голема борба. Тешка борба. Свак ден мора да се бориш. До коску. Да. А за тебе кој се бори највише? Никој. Никој. Мајка ти? Она прва дигна руки. Де, бре, де. Татко ти? Он умре човек од муку. Знам, баба ти. Гледај како баба се бори за унуче. Види. Прво они се бори, што е нормално, нели? Ама помоќ. Да му го симне неволја у живот. Море, удри му 5 прста, шишаја се дечко. Викав бабе не видив, прва она виде дека се шишаја. А ти кажеш, браво, бабе се највише борив за зетовци. Да се разведев. Тој да. Они жене чуле дека сакаш да ги маваш. Да. Познато е. Па еве ја зема на мавагу овој мој. Баба ти е закон. Денеска сам био одушевен. Като чарши увиде куде една баба беше толко некако хуманитарно расположена, зема еднога дечка младога, преведе преко пешачки док он пишуеше поруки на телефон. Они су такви, грижливи су бабе. Да. Еве комшика моја проваѓа покрај зграду и гледа деца куде пие ракију доле. И ги вика доваѓа: ако пите ракију, ама не седите на студен бетон, ке се преладите. Она да га васпитаве, да му га дотера памет мас. После му бе, ние ки стичи од школу, а мајко од совет на родители ки стерав. Ајде. Ама, кажамо, не му е мајка, овај му е баба. Мада да ти кажу право, некои бабе су поголеми мајки од мајки. Баба иде на бокс. И рунда так, бута у нокаут и судија број. 1, 2, 3 и баба од публику: џабе броиш, нема да ти стане, знам га ја од автобус. Пушти го тој бабу да се бори, она е закон, баба на деду вежба, она га и njega обори. Нели га срам овога, још се с баба му живе. Па што има везе? Па и принц Чарлс напуни 70 години, па ја живи с мајко ми с бабо му. Оно до душе, тој си управо. Овие денешни млади за пари многу сакаш с бабе да живи. Ама бабе има опасни, гледа овај баба, залупага како свирач тарабуку на крштевку. Што прави баби први 2 дена кад ќе земе пензија? Криев се. А не, овај баба се покажа.
Кога ме прашаа на едно интервју што мислам за мигрантите, кратко им одговорив. Мислам дека тие ги поминаа сите граници. Да не ја поминеме и ние границата и времето за нема љутиш, тука ќе се одјавиме. До следниот викенд. Чао. Па што правиш, бе? Не, ти ли си бе? Ти сам бе. Да, и на мене. Втор пат пак кога ме однесе бе. А? Татковина е негова мајка. Добро. Па не требаше така. Колки требаше? И još ćem bud, tatkovina njegova majka. Да, ама не. А јас ке се погледне во огледало. Па ја будала ли сам? Ne be. Ајш, не. Чекај сак да ти кажу нешто, како беше натаму. Kako me ne sam budala, budala sam 100%. Абе, што ти еден куп с лопату? Кај ќе те удару с лопату у главу. Не, не, да, ај. Тако требаше да кажеш. Да. Не смееш да ми кажеш, имаш се- сестра. И јас... Накарен јадо. Не гледай на. Гледай на. Svi ti se smije mjesto da plaćaju. Ајде сега, пливај, пливај.